да се докаже дека P повлекува, Q повлекува R, не S или P, Q и S го повлекуваат за случокот R. Или од овие предпоставки може да заклучиме R. Најпрво ќе искористиме директен, па потоа индиректен доказ да го покажеме истото тврдење. Кај директните докази, како што кажавме на минатото видео, тргнуваме од предпоставки. Имаме P повлекува Q повлекува R, ова ни е предпоставка N, 2 ни е не S или P, ова ни е предпоставка 2, третата предпоставка ни е Q, четвртата предпоставка ни е S. Треба да со правилата на заклучување или со логички формули да стасаме до заклучокот R. Ајде да видиме што има. Под 5 од 2 и 4 што може да заклучиме? Не S или P и S. Може да заклучиме P, може да заклучиме P, што е ова хипотетички силогизам на 2 и 4. P повлекува, Q повлекува R и P. P повлекува, Q повлекува R и P имаме. Од 1 и 6 може да заклучиме Q повлекува R. Модус поненс на 1 и 5. Ова на подолго, надолго и широко зборувавме на минатите. Видеа затоа одам малце побрзо. Сега, понатака имаме Q и имаме Q повлекува R. Повторно имаме Q и Q повлекува R. Модус поненс на 3 и 6 се добива R. Или тргнавме од предпоставките, го добивме заклучокот. Да не забравяме тука да запишеме модус поненс на 3 и 6. Тргнавме предпоставките, стасавме до заклучокот. Ова ни е директен доказ. Во вториот дел од ова видео, истото тврдење ќе го докажеме користејќи индиректен доказ, односно доказ со контрадикција. Како и на претходната задача, предпоставките ги препишуваме, односно знаеме дека се исполнети и предпоставуваме дека истовремено важи негираниот заклучок, значи негираниот заклучок, односно истовремено не важи заклучок. Предпоставуваме дека заклучокот не важи. Предпоставуваме дека при вакви предпоставки не важи заклучокот. За да покажеме ова тврдење, треба ова тука предпоставка да ни доведе до некаква контрадикција. Тоа го зборувавме на минатата задача. Ајде да видиме што имаме. Овде имаме не S. И оставив од претходниот дел овде. Не S или P и S, хипотетички силогизам на 2 и 4, ќе ни даде P. Хипотетички силогизам на 2 и 4. Понатака. P повлекува, Q повлекува R и P имаме. Значи од 1 и 6 следи Q повлекува R. Модус поненс на 1 и 6. Сега ќе направам модус толенс на 5 и 7. Имаме Q повлекува R и не R. Од тука треба да биде од тука следи не Q. Значи модус толенс на 5 и 7. На 5 и 7. Што добивме? Добивме дека е исполнето Q, односно дека Q е точно и дека е исполнето не Q
odnosno дека и истовремено некое, точно, дали може и ку и неку да бидат истовремено точни? Не. Добиваме контрадикција на 3 и 9, односно не е возможно при вакви предпоставки да не важи заклучокот. Користејќи доказ со контрадикција следи дека е исполнето. Повторувам кај овај доказ. Што правиме? Пишуваме предпоставките и предпоставуваме дека истовремено не важи заклучокот, односно пишуваме дека важи неговата негација, не е во случајот. Треба да доведе оваа предпоставка до некаква контрадикција.